Почнуваме со вестите. За околу 6 месеци целосно ќе биде готов новиот автопат Штип-Скопје, а до главниот град Штипини ќе патуваат за помалку од 40 на минути. 64% од проектот е реализиран. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски денес изврши увид на градежните активности и на експресниот пат Штип-Кочани. За 6 месеци ќе биде готов новиот автопат по кој од Штип до Скопје ќе се стигнува за помалку од 40 на минути. Денес лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изврши увид на градежните работи на автопатот Миладиновци, инвестиција вредна 206 милиони евра. 64% од вкупните работи е завршено, а автопатот е асфалтиран 50%. 50% асфалтиран. 47 километри. 47 километри. Целиот потек на автопат е нов автопат 47, на пола е све асфалтирано. И сега се става завршениот слој, зашто негде се движат и камионите и машините, па потоа на другата страна. Кога се очекува да се заврши? Се очекува до крајот на годината комплетно да биде готов. Увидот на градежните работи денес во источниот дел од државата продолжи на експресниот пат Штип-Кочани долг 23 километри, кој треба да биде готов за 2 години. Не се гради само до Штип, туку се гради и од Штип кон Кочани, и од Штип кон Радовиш. Од Радовиш до Струмица веќе има еден убав пат направено, кој што го правевме во годините во првите години од доаѓањето во владата. Со изградбата на новата инфраструктурна мрежа не добива само Штип, а најважно од се е што сега граѓаните ќе се чувствуваат безбедно, истакна штипскиот градоначалник. Добиваме безпрекорна сообраќајница. Прво од безбедносен аспект е многу значено затоа што делницата која сега направивме, Кадрифаково-Велес, беше црна точка на нашите македонски патишта. Значи, гинаа луѓе по 10 па и повеќе годишно, многу сообраќајни незгодни, многу материјални штети. За пратениците Трајче Димков и Никола Мицевски, реализацијата на автопатската делница Скопје-Штип е резултат на проекти кои тие ги гласаа во парламентот. За пофалба и тоа што се случува на другата страна, значи експресниот пат Штип-Кочани, Штип-Радовиш, тоа е поврзување на источна и југоисточна Македонија со централна Македонија, намалување на времето на транспорт, на стоки, на услуги. Сведоци сме дека од левата страна кога одиме за Штип имаме фабрики кои се изградени, кои се вработени преку 2000 луѓе и тоа е многу значи ги привлекува. Има многу луѓе вработени од Свети Николе, од Пробишти, од Кочани, од Радовиш. При денешната посета на Штип и Свети Николе, Груевски истакна дека целосно ќе биде реконструиран и патот до Делчево. Македонија во исчекување за новата влада. Во тек се преговори помеѓу партиите, а во медиумите се објавуваат имиња за одредени министерски места, но се е на ниво на шпекулации. Засега според имињата кои се шпекулираат за министерските места кои СДСМ ги предложила, од кандидатите нема штипјани. Единствено се споменува името на Љупчо Николовски, која предводеше листата на СДСМ во третата изборна единица, и Радмила Шиќеринска, која по потекло е од Штип. Според првите луѓе на општинските организации кои денеска ги контактиравме, одлуката за изборот за министерските места ги носи лично мандатарот Зоран Заев и се уште е рано да се говори кој би заменил на некоја висока владина функција. Во тек се преговорите меѓу партиите, кога ќе се утврдат министерските места, ќе следи изборот за вториот и третиот ешелон. Засега членството на СДСМ е фокусирано и на партискиот конгрес, кој треба да се одржи кон крајот на месецот, а членството едногласно за единствен кандидат за претседател на партијата го имаат изгласано токму Зоран Заев.
Специјалното јавно обвинителство поведе 3 истраги, во кои во едната како првоосомничен е лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за нелегално финансирање на партијата и купување на имот на партијата. Груевски денеска при посетата на Штип новите истраги на специјалното јавно обвинителство ги оквалификува како политички прогон и начин да се оцрни раководството на ВМРО ДПМН. Тој ги изнесе своите аргументи и забележи дека се е на ниво на манипулации. Прво сакам да потенцирам дека денешната пресконференција на СЕО само уште еднаш докажа дека целта на СЕО не е ниту правна разрешница, ниту разоткривање на вистината, туку уништување на ВМРО ДПМН како партија, како политички опонент на нивната партија, на СДСМ, на партијата на СЕО. Обид да се разбие ВМРО ДПМН, за да може СДСМ слободно во иднина да ги спроведува политиките за кои што се оврза очигледно пред своите партнери и пред оние кои што ја поддржуваат. Зедниот, оној за изградба на двата автопати, кажа куп лаги и инсинуации, но не ја кажа главната работа, дека овие два автопати, постапката за нивно градење е согласно посебен донесен закон. Тие зборуваат за други закони, за јавни набавки и така натаму, но свесно, намерно пропуштија да кажат, а тоа е главното, тоа е клучното, дека овие два автопати се направени со специјален закон, со посебен закон донесен од парламентот на Република Македонија. ВМРО ДПМН немаше безмалку ниту еден објект. Се ни беше или под кирија, или нешто слично и немавме можност да работиме нормално. Она што го направивме после 25 години работење беше со поддршка на членството на партијата, со чланарини и донации, кои што денеска некој срамно се обидува да ги нарече перење пари, да ги оцрни нашите членови дека тие переле пари, а не давале донации и чланарини за партијата, со цел партијата да си направи основна инфраструктура за работа. За преостанатите актуалности, градскиот пазар во Штип треба да ги задоволи европските стандарди. Досегашната инвестиција е 14 милиони денари за покривање на тезгите и осветлување, а во иднина ќе се уредуваат тамо и паркинг простори и ќе има дел за продажба. Дуќаните на градскиот пазар се дополнителната современа содржина. За реконструкција, осветлување, нови дуќање и покривање на градскиот пазар во Штип, јавното предпријатие ИСР заедно со локалната самоуправа вложи 14 милиони денари. Градскиот пазар, кој што беше, сите знаеме, руиниран, кој што беше запустен од 89 година, кој што не беше ударен ниту еден клинец на самиот градски пазар, ние како јавно предпријатие заедно со општината успеавме за многу кратко време комплетно да го изреновираме, да поставиме некаде 1500 метри квадратни бехатон плочки, да набавиме нови тезги, да го покриеме градскиот пазар, да го осветлиме градскиот пазар, да направиме 40 нови дуќани, да поставиме нова електрика, нов водовод. Сето ова беше инвестиција од 14 милиони денари, кој што во целост е платена. Меѓутоа, ние како јавно предпријатие и локална власт продолжуваме понатаму, веќе се во тек изготовка на продажните кукички, кои што ќе бидат поставени на плато 2 овде и секој граѓанин кој што е заинтересиран може да дојде да си закупи кукичка за многу ефтини пари и да започне свој бизнис. Луѓето кои продаваат на градскиот пазар, задоволни од сегашниот изглед на пазарот, очекуваат дека уште повеќе ќе се инвестира и ќе се разубавува овој простор. На пазарот малку е подобро, не малку повише, нели? Кон Варне нормално покриено е, добро е. Бојаджиев информираше дека ќе се инвестира на градскиот пазар и на плато 3. Ние како јавно предпријатие ќе започнеме со средување на плато 3, така да комплетно за една година целиот градски пазар ќе биде комплетно среден, ќе биде уреден по сите европски стандарди и ќе се гордееме со еден пазар кој што е од европски размери. На плато 3 ќе бидат поставени, ќе биде пола веќе е предвидено да биде паркинг, ќе биде паркинг простор и ќе има продажни места, дел ќе биде продажни места за продажба од камиона, односно од возила. Финалниот изглед од реконструкцијата и инвестирањето на градскиот пазар во Штип ќе треба да ги задоволи европските стандарди. Делегација од општина Штип, но и од Академијата Евроарт и групата Орнаменти беа во посета на турскиот град Киркларели, каде што учествуваа на етнофестивал. Како си поминаа и што постигнаа таму? Во продолжение. Делегација на општина Штип, членови на Академијата Евроарт и на музичката група Орнаменти беа во посета на турскиот град Киркларели,
каде што представниците од општина Штип со градоначалникот и заменик градоначалникот разговарале за можната економска соработка. Овој турски град кој има околу 65.000 жители е познат по производството на сирење. Значи видовме како тие функционираат, како работи нивниот едношалтерски систем во поглед на сите оние прашања кои што ги тангираат граѓаните. Воспоставена е соработка, имавме прием кај заменикот градоначалник, се разбира се сретавме и со градоначалникот, беше разговарано за можностите за соработка. Имено Кир Кларери е еден од најголемите производители на сирење, има доста развиено сточарство и се разбира има универзитет, што представува уште еден сегмент во кој што општина Штип преку заеднички проекти може да воспостават економска соработка со општина Кир Кларери. Членовите од Академијата Евроарт учествувале на етнофестивалот, додека групата Орнаменти се представиле со македонската препознатлива песна. Ние се представивме со игри и песни од Овче поле и Пијанец. Имавме вкупно 3 настапи и учество на дефиле и публиката беше презадоволна од нас. Со нашите ори и песни, особено со свирењето на тапа на копачка, оставивме голем печаток. Во нашата академија учиме пеење, играње и запознавање со инструментите. Исто така одиме и на терени каде што разговараме со постарите за традициите. Ова е големо искуство за сите нас. Целокупниот пречек и организација беа на високо ниво. Во моментов се подготвуваме и за уште една турнеја. Вокално-инструменталниот состав Орнаменти беше исто така поканет на етнофестивалот во Кир Кларери. Таму се представивме со 4 песни, можам да кажам дека бевме прекрасно пречекани, представивме дел од нашата музичка култура, ја афирмиравме истата. Учесниците на етнофестивалот во Турција забележуваат дека биле одлично пречекани од своите домаќини, а на манифестацијата се веело и македонското знаме. Малолетничката бременост е во пораст и за жал старосната граница полека се намалува, алармираат од Сдруженијето Лидија. Анализите укажуваат дека добар дел од малолетничките воопшто не се информирани за тоа како да се заштитат од несакана бременост. Светската здравствена организација малолетничката бременост ја дефинира како бременост која се случува помеѓу 15-та и 19-та година. 15-годишно девојче е најмладата личност која од Центарот за советување на жени Лидија во Штип побарала помош за прекин на бременоста. Бројот на малолетничка бременост е во пораст и за жал старосната граница полека се намалува. Од Сдруженијето Лидија алармираат дека токму малолетничките најчесто се одлучуваат за абортус, без да знаат какви последици би можел да предизвика истиот. Да, се случува, значи на разговор да дојдат малолетни девојки. Често пати забележуваме дека тие не се доволно добро информирани за како да си го заштитат своето репродуктивно здравје, како да се заштитат од непланирана бременост и често пати стравот е тој кој што преовладува дали да кажат на родителите како ќе бидат прифатени, значи и за жал најчесто се одлучуваат за абортус. Анализите на Лидија укажуваат дека добар дел од малолетниците воопшто не се информирани како да се заштитат од несакана бременост, а единствен проблем со кој се соочуваат родителите е како ќе бидат прифатени од средината. Забележуваме дека и родителите често пати не се охрабрени или не се ни доволно едуцирани како да разговараат со нивните деца, па дури и самиот чин на абортус колку многу може да наштети во иднина на нивните деца. Светската здравствена организација малолетничката бременост ја дефинира како бременост која се случува помеѓу 15 и 19 годишна возраст. Денес во Штипската библиотека Гоце Делчев беше промовирана книгата со наслов "Приказна за старата дама" од доктор Даница Фичорска. Содржината пленува со вистински настани од Штипската физикална терапија, каде авторката беше долгогодишен раководител. Примариус доктор Даница Фичорска и во пензионерските денови не сака да мирува. Последната година си ставила за задача да напише книга за физикалната терапија во Штип, во која го поминала работниот век најдолго како нејзин раководител. Книгата е производ на креативната енергија на доктор Фичорска, во која се раскажуваат неверојатно добри приказни за персоналот и неговата посветеност на пациентите, но во неа се поместени и безброј животни приказни на лица кои помош за своите здравствени проблеми бараат таму. Книгата има наслов "Приказна за старата дама", а дамата е физикалната терапија.
Мојата книга Старата дама не сум јас. Тоа е установата физикална терапија, зградата на физикална терапија, која е интересно во моите писанија, секогаш ја викам Старата дама. Старата дама е во сушност физикална терапија. Тоа е една топла приказна која што трае 2 години од мојата работа во физикална терапија. Сакав да ја покажам оној дел кој што обично човек не го гледа, кој што го гледа персоналот внатре. Сиот напор кој што го дава персоналот да извлече и да го доведе пациентот во нормална состојба, не надворешниот дел. Сакав со ова што е напишано да ја покажам вредноста на луѓето кои што работат таму и условите во кои што работат. Книгата приказната за Старата дама се чита во еден здив, во неа се поместени стотици ликови, а е посветена на персоналот од физикалната терапија и нивните пациенти, истакна промоторот на книгата Добрила Јовева. Како го читав ракописот, така повеќе се внесува во него, зашто од почетокот се дадени опис на лъџите, каде штипјани најповеќе го поминувале денот, кога немало ни машини за перење, нити вода повеќе по улиците. И понатаму се редат сите оние течкоти, скршеници, луѓе со инвалидски колички, со исчашани колкови, деца со згрчени коленици. Романот Приказната за Старата дама се базира на вистински настани и во неа се сретнуваат многу препознатливи личности. Авторката не води од една животна приказна во друга, долгата рехабилитација и условите за лекување. Пленува љубовната приказна на Илина и новинарот Димитар, малиот Бенџамин, докторот Мери, Нина, Сергеј и други истории преплетени во текот на лекувањето. И кон крајот на дневникот следи спорт. Тимот на Вардар ја продолжува победоносната серија, со која на 2 кола до крајот ја обезбеди новата шампионска титула, а екипите на Брегалница и Македонија Ѓорче Петров се селат во второлигашка конкуренција. Во надпреварите од 34-то коло на првата македонска фудбалска лига се постигнаа следните резултати. Вардар Ренова 2:0, Шкенди Работечки 2:2, Шкупи Брегалница 3:0, Победа Македонија Ѓорче Петров 4:2 и Сирекс Пелистер 3:3. Табела: Вардар е прв со 79 освоени бодови, втора е Шкендија 66, трето место Работечки 54, на четвртото Пелистер има 52, пето место Ренова 48, шесто место Силекс 43, седмо место Победа 38, на осмото место Шкупи има 36, девето место Брегалница 21 и на последното 10-то место Македонија Ѓорче Петров со 19 освоени бодови. Откако обезбедија пласман на водечките позиции, Беласица, Плачковица и Каменица Саса се опуштија и доживееја порази. Во Виница над преворот Слога Рудар не го дочека крајот, иако во последниве 2 кола екипата на Китго Пехчево е слободна, сепак ќе го задржи 5-то место на табелата со големи шанси за пласман во втората македонска лига. Во надпреварите од предпоследното, односно 29-то коло во третата фудбалска лига Исток се постигнаа неколку изненадувачки резултати во кои главни жртви беа водечките екипи. Откако се обезбедија на првите 2 позиции, екипите на Беласица и на Плачковица најверојатно со помладени состави доживеа неочекувани порази. Еве ги комплетните резултати од ова 29-то коло. Работи Џумалија Овчеполе 1:1, Беласица Тиверија 1:2, Плачковица Осоговор 0:1, Каменица Саса, Брегалница Голак 0:1, Слог 1934, Рудар 1947, 3:0 службен резултат и Напредок Здраве Радово Малеш 2:2. Слободни во ова коло беа екипите на Китго Пекчево и на Василево. Табела: Беласица е на првото место со 70 бодови, втора е Плачковица 63, трето место Согово 60, на четвртото Каменица Саса има 55, петто место Китго Пекчево 51, шесто место Овчеполе 46, на седмото Напредок Здраве Радово има 34, осмо место Брегалница Голак 30, на деветото место Василево има 28, 10-то место Малеш 26, 11-тото и 12-тото место го делат Тивери и Слога 1934 со по 24 освоени бодови.
13-то место Руда 1947 со 20 и последно 14-то место за Работник Ѓумалија со 19 освоени бодови. Екипата на Руда 1947 го напуштила теренот во Виница и надпреварот е регистриран со службен резултат од 30:0, а тимот од Пробиштип се соочува и со казна на одземање на бодови, за што ќе се решава во наредните денови и што би влијаело на конечниот изглед на табелата за тоа кој клуб ќе ја напушти третата фудбалска лига Исток. Кадетките на УГД Студент утре вечер против екипата на Јанта Волеј ќе ја бијат битката за влез во финалето за одбојкарската титула на Македонија. На реваншот во Штип влегуваат со максимална победа остварена во Скопје. Одбојкарките на УГД Студент се пред портите за влез во големото финале, во кој ќе се бора за шампионската титула на Македонија во кадетска конкуренција. Тие во првиот меч во Скопје победи екипата на Јанта Волеј со резултат 30:0 во сетови. Реваншот во Штип би требало да биде само формалност и секаков друг резултат освен победа би било сензација. Одбојкарскиот надпревар УГД Студент Јанта Волеј ќе се одигра утре вторник во спортската сала Јордан Мијалков со почеток во 19 часот. Што се однесува до вториот полуфинален пар, во предност е екипата на Наковски Волеј од Струмица, која изненадувачки во Куманово ја победи екипата на СВСК со резултат 30:0 во сетови. Овде ја заокружуваме информативната емисија, ве поздравуваме и ве покануваме да бидете со Ирис телевизија и во приложение. Имајте убава вечер.